Хороскоп за лав за 2026 година. Добро дојдовте. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Слушајте со интуиција и земи од него само што те резонира. Но секогаш верувај си најмногу на себе си. Па оваа година на блесок, самодоверба, големи промени и враќање на твојата сила. 2026 за лав е година кога се будиш повторно во сопствениот сјај. По неколку години на внатрешни борби, тивка работа на себе, сомнежи или чувство дека мораш да се докажуваш, оваа година доаѓа како големо ослободување. Ова е година на подеми, видливост, успех, љубов и самопочит. Година кога сфаќаш дека веќе не мораш да се бориш со никого, ни со себе, ни со другите. Твојата енергија се менува, твојата сила расте, а твојата харизма станува магнет за нови можности, за луѓе кои те поддржуваат и за љубов што те почитува. Лавот во 2026 влегува во својата најмоќна верзија. Во љубовта, 2026 е силно, многу важно поглавје за лавот. Се отвара нов циклус на љубов, стабилност, искреност и вистинска поврзаност. Ако си во врска, оваа година носи продлабочување на односите, повеќе нежност, силна поддршка, планови за иднина и зрел разговор за најважните теми. Лавовите кои долго се бореле со недоразбирање или дистанца, конечно ќе почувствуваат мир. Ќе се расчистат старите недоразбирања и ќе се отвори нов простор за љубов. Некои лавови ќе донесат значајни решенија во врска со заеднички живот, брак, купување, дом, свршувачка. А твоето срце станува посигурно отколку што било во последните години. А доколку си сингл, слободен, оваа е година на силни магнетски средби. Ке привлечеш личност која знае што сака, личност која е стабилна, покажува внимание и почит и не се плаши од директна и искрена љубов. Нема повеќе трчање по недостапни луѓе. Во 2026 привлекуваш љубов која е вистинска, зрела и подготвена за заеднички живот. Ке почувствуваш дека конечно си виден, сакан на начин што ти е потребен. Во однос на кариерата и парите, 2026 е една од најсилните години за кариерата за лавот. Ти носи видливост, признание, раст и нови можности. И ова е година кога добиваш важен проект, кога твојата работа станува видлива и секако доаѓа унапредување. Можеш да и преминеш и на подобра позиција или да започнеш нешто свое што конечно носи резултати. Лавот ќе биде во центар на внимание на работното место. Луѓето ќе забележат твојата упорност, креативност, храброст, лидерски способности. А финансиски, ова е година на подобрување, раст и стабилност. Пари доаѓаат од нови извори, од дополнителни активности или од проект, што долго го планираш. И ова е година кога се наградуваат твојот труд, талент и истрајноста. Во здравието, 2026 ќе почувствуваш поголема енергија, сила и мотивација. Лавовите ја враќаат својата природна виталност. Ќе ти годи физичка активност, рутина, сонце, прошетки, природа, танц, јога. Твоето здравје се подобрува кога се враќаш на себе и на се што ти носи радост. И многу лавови ќе почнат да се чувствуваат физички и психички многу подобро. А главни предизвици оваа година не се тоа надвор од тебе, туку внатре. Тоа се потребата да ја држиш контролата секогаш. Некои стари рани што понекогаш се враќаат. Страв да се пуштиш во нешто ново, како и страв да покажеш ранливост. Сепак, најголемата лекција на 2026 е дека кога се отвараш, животот се отвара кон тебе. И не мораш секогаш да бидеш најсилниот во собата. Понекогаш е доволно само да бидеш искрен. И најдобри периоди во годинава. Јануари до март. Тоа е почеток на силен раст на некои нови проекти, можеби. Април, јули, љубовни пресврти, некоја нова стабилност.
Август, септември, финансиски добивки, признанија. Октомври, декември, стабилност, завршување на некој циклус и мир. Ова е година што те враќа во твојата вистинска моќ. А совет на годината е следната афирмација. Го враќам своето место, се отварам кон љубов, успех и животот, што на вистина ме прави да се чувствувам жив. Лавот во 2026 не само што блеска, туку постигнува нешта што долго ги сонувал. Ова е твојата година на сила, радост и успех. Па уживајте. Драги лавови, ви посакувам прекрасна 2026 година. И секое добро до наредно слушање.